На Димитар Ковачевски сите во СДСМ му биле другари, па не бил убаво да каже кој му е фаворит за кандидат за председател. Немало ратрча со информации пред органите на партијата да одлучат, зашто веќе било отпочната партиската процедура и покри рейтингот на власта кој е во слободен пат, Ковачевски е сигурен во победа на изборите, биле Европски фронт и имале широка поддршка. Не би било убаво јас да давам такви коментари пред почетокот на кандидационата постапка и да ја наведувам во било која насока со оглед на тоа дека ние во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сме другари, сме другарки и сите оние кои што сме ги кандидирали и кои што делат вредности со нас, секогаш сме биле на иста линија и на иста визија за Северна Македонија. А во јавноста веќе гласно се шпекулира дека главен фаворит за кандидат е министерот за внатрешни работи. Спасовски на еден начин својата кандидатура ја најави со фотографија на Facebook со позадина од европски знамиња зад него и тоа на само 2 дена по исчезнувањето на Вања. Председателски кандидат која одразува визијата на поддржувачите на Европската Унија е клучен за успешно председателство. И претходно запрашан дали се гледа како иден председател, Спасовски не одрече. Персоналните решенија, личните амбиции, личните судбини воопшто не се важни во однос на тоа што треба да добијат граѓаните и Македонија. Така да јас само размислувам колку е важно да останеме на вистинскиот, на европскиот пат. На списокот кандидати уште стои актуелниот шеф на државата, иако на прашањето дали размислува за уште еден мандат, Пендаровски првично одговори одсечно не. Потоа се дообјаснуваше, ќе одлучил после Нова година, а сега мислите му биле само со семејствата на убиените Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Изборите се до година, закажани за април и за мај, имаме доволно време после Нова година да размислуваме за тие работи, меѓутоа во овој момент моите мисли се насочени само кон семејствата на страданите и се разбира во рамките на мојата функција. Остануваат отворени прашањата дали СДСМ и ДУИ ќе одат заедно на изборите. Ковачевски не одговори конкретно, но испрати индиректна порака до ДУИ. Пред изборно да се приклучила во како што го нарече проевропскиот фронт. Ковачевски не знаеше ниту кој ќе биде негов наследник на предлог на ДУИ. Се уште не разговарал со Ахмети на оваа тема. Од ВМРО ДПМН пак соопштија дека започнале подготовките за парламентарните и претседателски избори. Шеф на Републичкиот изборен штаб ќе биде лидерот на партијата Христијан Мицкоски, а кандидатот за председател ќе биде избран на конвенција на 2 март следната година.